година празникот на општината се одбележува со многобројни активности. Денес денот започна со стартот на традиционалниот честоноемвриски планинарски марш, кој започна од центарот на Валандово. И можеме да се пофалиме со многобројната посетеност на планинари од Валандово и ширум од Република Македонија, како и од Бугарија и Хрватска. Да не заборавиме да ги спомнеме и велосипедистите кои од лани се приклучија со учество на маршот. Веќе реализирани активности по повод 6 ноември, денот на ослободувањето на Валандово се крводарителска акција организирана од Црвениот крст на општина Валандово, спортски ден при средното општинско училиште Гоце Делчев Валандово, за членување на првачињата подматкари во организацијата на Црвениот крст Валандово, изложба на творби од ликовни колонии при Домот на културата 25 мај кој секоја година ги организира, и промоција на романот Фејсбучарење на Сузана Торунџиева, организирано од Домот на културата 25 мај. Општина Валандово по повод празникот имаше распишано конкурс за доделување на награди и признанија по повод 6 ноември, денот на ослободувањето на Валандово. Советот на општина Валандово на седница одржана на ден 3.11.2016 година донесе одлука за доделување на 6-ноемвриска награда во форма на плакета. За постигнатите резултати како раководител на мандолинскиот оркестар при основното училиште Страшо Пинџур Јосифово, први места на државни надпревари по категорија оркестар, хорско пеење, мешан состав, награди за аранжмани и голем број признанија и успешно представување на училиштето и општината на сите републички надпревари од ваков вид. Наградата му се доделува на Раденко Костадинов, дипломиран музички теоретичар, педагог и хорски диригент кој 35 години е дел од воспитно-образовниот процес во општината. Како професор и директор на општинското основно училиште Страшо Пинџур Јосифово, на професионален план повеќе пати бил член на жири комисијата на Фолкфест Валандово, бил дел од комисијата за одобрување на учебници за музичко образование, активен член на Распејани Валандовчани, рецензент на стручна музичка литература и одговорен наставник на музичкото здружение за нашиот регион. Назначени од наградите добиени со хорот и оркестарот се: прво место на републички надпревар на детски и мандолински оркестри, бендови на меѓународен фестивал на детски и младински хорови во Кавадарци 2015 година. Прво место на републички оркестарски надпревар 4 пати и тоа во учебните 2010-2011, 2012-2013, 2014-2015, 2015-2016 и второ место 2011-2012 година. Диплома за специјална награда за аранжман на републички детски и мандолински оркестри во 2012 година и диплома за истакнат диригент во учебните 1996 и 1997 година и 2014 и 2015 година. Го повикувам Раденко Костадинов да ја прими наградата. Да се гордееме со вас и вашиот оркестар и ви посакувам се најдобро. Ако сакате, може да се обратите до присутни. Овака сега, ние музичарите се што знаеме да кажеме, знаеме преко инструментите и преко музиката, меѓутоа јас ќе се потрудам и да кажам нешто. Голема благодарност прво до дечињата што постигнуваме такви резултати. Ова е само една од генерациите сега што можете да ја видите, која заради веродостојноста ги донесовме да слушните како тие први места изгледат, да се добијат на државен надпревар. Друго, исто така му благодарам на директорот што имаше доблест да ја направи ова работа за мене, мислам да поднесе документи за 6-ноемвринска награда и сум многу благодарен. Не можам овде да не спомнам и една друга работа која исто така е многу важна, затоа што секогаш градоначалникот и општина Валандово ми излегуваат секој пат во пресред, било тоа да се работи за инструменти или пак материјални средства и така натаму, секој пат градоначалникот ни излегува во
пресрет, иако не е тука, го поздравувам. И на крајот би кажал дека ова е едно големо задолжение. Ова признание за понатамо не се работи исто. И ова сега не обрзува да одиме на меѓународен отпор. Па во иднина мислам дека ќе работиме и повеќе од сегашноста, како сме работеле. Ова не обврзува сега веќе во крајните години од животот да работиме повеќе. Многу ви благодарам на пред се на сите што ги спомнав, на комисијата, на советот, кои имаат доблест да пронајдат еден човек во Валандово. Има многу луѓе, меѓутоа еден па до година, друг и така, да не се заборават. Важно е да не се заборават. Покрај наградата која се доделува за континуирани резултати за подолг период на работно и творечко ангажирање, годинава Советот одлучи да се доделат и неколку признанија за лични залагања и особен придонес за општината во сите области на општественото живење. За 70 годишно постоење, негување на традицијата и афирмирање на општината, успешно представување во Република Македонија и во многу европски земји – Бугарија, Турција, Грција, Србија, Хрватска, Словенија, Италија, Полска и Украина. Како најголем расадник на младински фолклористи во југоисточна Македонија и огледало на културата на нашата општина. Признание се доделува на културно-уметничкото друштво Гоце Делчев од Валандово. Да се обратите, ако сакате да кажете нешто за вашето друштво. Друштвото Гоце Делчев ова година имаше јубилеј 70 години. Со тоа е друштвото во Република Македонија меѓу најстарите друштва. Друштвото има број повеќе од 150 членови и број повеќе од 150 членови, најчесто се млади и има голем просперитет со нив. Тие се големи амбасадори на Валандово, каде и да водат секогаш има пофал. За успешни активности за заштита и превенција од пожари и справување со шумските пожари на подрачјето на општина Валандово. За успешно справување на општината со утврдените потенцијални ризици и опасности, човечките ресурси со кои располага општината се од исклучителна важност. Признание се доделува на мобилната екипа од јавното предпријатие Македонски шуми подружница Саламџак од Валандово, и го молам представникот Илија да дојде да го принесе изменија. Честитке, се сакувам успеси, да не штитите од сите опасности. Да кажете некои збори, вие ќе да замолам, доколку сакате. Сега ова признание е само нашиот заслуги и територијалната противопожарна единица во Валандово, која заедно со нас секој пат учествува во гасење на пожари. Па, и сега да нема потреба да добиваме да нема пожар. Благодарам, Миле. За успешно презентирање и афирмирање на општината во областа на драмската уметност, за успешното представување на меѓународниот фестивал на детски и младински театарски представи во Јагодина, Србија, признание се доделува и на драмската секција при Домот на културата од Валандово. Меѓутоа, од нив не гледам ни еден представник, ќе го замолам директорот на Домот на културата да ја прими. Драмската секција не гледам ни еден, меѓутоа директорот ќе прими. Сакате да кажете? Благодарение на големото залагање на сите вработени во Домот на културата во последните 3-4 години, успеавме да направиме и театарско студио при Домот на културата Валандово. Покрај големите успеси во презентирањето на драмската уметност со неколку премиери, успеавме оваа година во меѓународниот фестивал во Јагодина да усвоиме и неколку први места. Значи, место
прво место за режија, сценографија, како тим, тоест како Дом на културата Валандово и